3 години казна затвор за прво обвинетиот лекар-гинекологот Мухамед Асани и забрана за вршење професија во рок од 5 години. И ослободителни пресуди за второ обвинетиот Блертон Асани и трето обвинетата Лилјана Јовановска во случајот со родилката од Дебар Веаполска која при породување во Струшката болница остана без 3 органи. Постои одговорност кај правообвинетиот затоа што ваквите постапки на неследење на состојбата и непреземање на никакви действија представуваат груба небрежност за вршење на ова кривично, при вршење на ова кривично дело и последиците со толкави размери што би дури доведено прашање и животот на обвинетата. Значи, според ова, судот обвинетиот Мухамед Асани го гласува за виновен и му изрекува ефективна казна затвор во траење од 3 години, која што е максимална предвидена казна за ова кривично дело, а по издржување на казната затвор му изрекува испоредна казна забрана за вршење професија, дејност или должност во траење од 5 години. Веаполска која најави дека ќе обжалат ваквата судска пресуда задоволна од затворската казна за Мухамед, но не и за неговиот син специјализант кој како што рече се учел да врши породување. Овие се солзи на неправда која 5 години сум по овие судски врати, која 5 години ја чекам правдата за да едниот Мухамед Асани да излезе со затворска казна, а другиот неговиот син, што учел врз мене, да излези со да помени многу лесно. Ќе обжалиме ваквата судска пресуда на секаде, значи. Јас како полномошник на оштетен, ова голгота што поминавме скоро 5 години и нешто месеци, заврши онака како што ја замислував, со победа. После 5 години голгота низ судските лавиринти случајот со родилката Веаполска доби разрешница. Инаку тројцата лекари кои го изготвиле супервештачењето посочија дека во досегашната кариера не се соочиле со ваков случај. Нина Аритоновска, Сител телевизија.